Значи, инспирацијата кај мене се случува многу долго во овој аспект. Јас сум размислувал доста и сум бил доста погоден од самите дела во црквата Свети Софија, поготово поточно од ангелите, од ангелот во Курбиново, во Света Софија, и од тука произлезе целата идеја за оваа скулптура. Јас имам работено и друга една слична на оваа скулптура, која беше ја вика Феникс, значи тоа е една птица која се раѓа и тие двата символи јас ги поврзав со ангелот од Света Софија и Фениксот, направив едно ново дело и тоа е тоа. Значи таа скулптура е направена од инокс, од челик, и димензиите незини се некаде околу 3 метра, би била висока, заедно со постаментот околу 6 метри. Значи, со символ кој може да се гледа многу и од подалеку, да не смета, има своја рефлексија, свој начин на живење таа скулптура, и би требало да биде да легне во самиот простор, онака јас како што размислувам и како што заслужува да биде тука за оваа прилика. Мојата порака е, значи, произлегува од самата идеја, од самиот концепт. Идејата е од Фениксот и од ангелот. Значи, ангелот и Фениксот кои што се символи на едно поднебие и на нашиот народ и на нашата генеза, на нашиот културен идентитет. Од таа порака е дека ние мораме да сме обстојуваме и ќе обстојуваме и понатаму, ќе обстанеме со помош на нашиот духовен и внатрешен порив и елементи, сила и снага и тоа.